почитуван подпредседателе, врз основа на членот 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, поднесовме предлог закон за дополнување на Законот за јавни патишта по скратена постапка. Со овој закон предлагаме ослободување на пациентите од цистична фиброза за ослободување од патна такса и патарини. Ова произлезе од многобројните контакти на пратеничката група на ВМРО-ДПМН со Асоциацијата за цистична фиброза и заболените од цистична фиброза. Овие лица кои боледуваат од ретка, тешка хронична болест, од 2020 година имаат упатено безброј барања и молби до Министерството за здравство, до Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за обезбедување на помагала кои се неопходни за секој пациент со цистична фиброза во секојдневната терапија, а тоа се инхалатори со висок степен на дифузност по препорака на доктор специјалист кои се доста скапи и семејствата тешко можат да ги обезбедат. Потоа има барање за ослободување од партиципација за користење на медицински услуги и лекови после 26-та година, што за жал тука пратениците од мнозинството не видеа потреба да излезат во пресред на ова барање на пациентите со цистична фиброза и изразувам големо жалење и упатувам и апел да направиме што можеме повеќе во однос на подобрувањето на условите за живот на овие пациенти, а тоа е донесувањето и на овој закон кој сега го предлагам. Но сите знаеме дека најголемиот проблем и најголемото барање на овие пациенти е обезбедување на лекот Трикафта, модерна модулаторна терапија, која навистина ќе обезбеди нормален живот на овие пациенти. И покрај ветувањата од сите, и покрај тапшањето по рамо на пациентите со цистична фиброза, и од страна на председателот на државата, и од страна на председателот на владата, и овдека кога се правеа циркузи, кога се кажуваше дека претениците од ВМРО-ДПМН ја кочеле процедурата за изгласување за што побрзо да се обезбеди лек Трикафта, за изгласување на посебен закон. Поминаа веќе 6 месеци и гледаме дека лек за пациентите со цистична фиброза се уште не е обезбеден. Ова е исто така нотирано и во најновиот извештај на Европската комисија во делот на здравството, каде што се кажува дека по притисок на јавноста финансирањата за ретки болести до некаде се зголемени, но не доволно за да се покријат трошоците за медицински третман на сите регистрирани пациенти. Овде се мисли конкретно на овие пациенти со цистична фиброза, на кои што и покрај протестите и целиот притисок од јавноста се уште во целост не им е обезбеден лекот Трикафта. Напротив, дури гледаме и во медиумите веќе критики кон самите пациенти кои се обвинуваат дека биле виновни само поради една причина, што си го бараат своето право со устав загарантирано по член 39 од Уставот за загарантирана здравствена заштита. Луѓето се борат за живот. Луѓето молат за овој лек кој значи за нив нормализирање на животот, кој значи нормално секојдневие и кој значи продолжување на животот. И покрај, како што кажав, ветувањата на политичарите
на председателот на државата Пендаровски, на председателот на владата Ковачевски, еден од овие пациенти, Благојче Илиевски од Битола, ја изгуби борбата со животот. Затоа, уште еднаш апелирам да не биде заложбата само декларативна, туку напротив, да се обезбедат средства за овој лек Трикафта да го добијат сите пациенти. Не ми е сватливо и не ми е нормално, како и на повеќето од македонската јавност, како во оваа држава пари има за се, а нема за исполнување на основното човеково право, односно за гарантирање здравствена заштита и за гарантирање на живот. Во борбата за живот, овие пациенти секојдневно протестираат, секојдневно си ги бараат своите права, секојдневно комуницираат и се молат за што побрзо да го добијат лекот за сите, а не да се прават листи за 8, 10, 12 пациенти и како што и самите велат, и оваа постапка понатаму, што не смееше ни да се помисли, не доведе до еден дел да дојде до исполитизирање и на оваа постапка, кој ќе биде ставен понапред или поназад на оваа листа за чекање за лекот Трикафта. И затоа сме до тука дојдени, бидејќи секаде се прави политика и што е нотирано и во, како што кажав, годинешниот извештај за напредокот на Република Македонија од страна на Европската комисија, каде што се потврдува фактот дека македонското здравство веќе го пробива дното. Како и во многу области, така и во здравството нема никаков напредок, односно наместо подобрување на здравствените услуги, секојдневно гледаме скандали, криминал, корупција во здравствениот систем. Најпрво сакам да потенцирам дека загрижувачки е податокот што продолжува исто така трендот на недостаток на соодветен медицински кадар во јавното здравје. И понатаму недостасуваат одредени специјалисти, односот на лекарите и медицинските сестри на 100.000 жители продолжува да биде под просекот на Европската Унија, а медицинскиот персонал, медицинските сестри и специјалистите продолжуваат да го напуштат јавниот здравствен сектор, да работат во приватниот сектор или во странство. И да се вратам на крај на она за што говорев и денеска и што е тема, законот за подобрување на условите на болните од цистична фиброза, односно законот за ослободување од патарење и патни такси. Почитувани колеги, ова ве замолувам да го поддржите, но ова е многу мал и незначителен дел, незначителна помош за овие лица и за нивните семејства. Уште еднаш да апелирам до вас, што побрзо да се заложите до вашите наредбодавци во владата да обезбедат средства за обезбедување на лекот Трикафта за сите пациенти од цистична фиброза. Овде слушавме ветување од сите, овде излегуваше советување министерот за здравство дека тој нема да дозволи никој да остане без лекот, дека тој ќе се забложи најбрзо, дека се ќе биде во ред, дека само што не се обезбедил лек за сите пациенти, но гледаме дека и после 6 месеци се уште лекот Трикафта не е обезбеден за пациентите од цистична фиброза. Затоа, уште еднаш апелирам на македонските граѓани, на пациентите, преку глава му е од тапшање по рамо, од празни ветувања, од празни зборови, од декларативни заложби, треба, кога ќе се вети нешто, да се држи до зборот. А зборот кој сте го дале за овие пациенти значи живот. Зборот, ако не го испочитувате, кај овие пациенти ќе значи губење на нивниот живот. И не верувам дека некој сака да носи толку луѓе на душа. Затоа уште еднаш апелирам да се обезбедат средства за да го добијат лекот Трикафта болните од цистична фиброза. Благодарам.